Добро вечер. Ова се централните вести на Канал 5, а на почеток насловите од денеска. Помина законот за прекршоци. Власта и без СДСМ и ДУИ најде двотретинско мнозинство. СДСМ загрижени за податоците од Safe City. Како и на кој начин ќе се чува и може ли да се злоупотребува? ДУИ и СДСМ застанаа против животите и безбедноста на граѓаните. Се најде и Бадентер. По 6 месеци Фатон Селјами избран за народен правобранител. Врховен ги прифатил жалбите на разрешените судии од апелација за случајот Телеком. Бараат судскиот совет да ја повтори постапката. Се чувствува страф кај судиите да одлучуваат врз основа на закон и докази. Транспортерите од понеделник на протести. Брисел засега глув на барањата. Сериозен ризик за македонската економија. Една компанија кажа дека загубата ќе има околу 1,5 милион евра неделно. Дали председателската резиденција ќе ја замени со владината? Радев не открива детали, но најавува бран промени. Не могат да спрат вълната, защото сме много. Измените на законот за прекршоци помина во собранието. Од 1 февруари и официјално стартува системот Safe City. Власта обезбеди двотретинско мнозинство и без СДСМ и ДУИ. Со гласовите на двајца независни пратеници, кои порано беа дел од Европскиот фронт. Деталите ги има Ивана Стојановска. Законот за прекршоци го доби потребното двотретинско мнозинство во собранието. Со 81 глас за и 19 против, пратениците дадоа зелено светло за законските измени, потребни за и официјално да профункционира системот Safe City од 1 февруари. Иако најавија дека ќе го поддржат, сепак пратениците од ДУИ гласаа против измените, а против беа и СДСМ и двете крила во Алијанса за албанците. Мнозинството го обезбедија независните пратеници Бејџа Илјас и Илир Демири. Сето она што ќе се прибере како податок од камерите на Safe City, нејасно е во јавноста како и на кој начин ќе се чува и може ли да се злоупотребува. Исто така неприфатливо. Собирањето на мејл адреси и собирањето на телефонските броеви на сите собственици на патнички моторни возила и на товарни моторни возила генерално во Македонија, правење на една таква база која што исто така може да се злоупотребува е еден сериозен проблем. Ние бевме јасни дека законот е противуставен и тоа го искажавме јасно. Извештаите за прекршување не доаѓаат на албански јазик и стравувам дека има уште многу работа за усогласување на знаците, сообраќајните знаци со овој закон. Иако дадоа поддршка, забелешки упатија и од опозицијската левица, од каде побараа казните да бидат скалести, согласно примањата на граѓаните. Очекуваат нивниот предлог да биде вграден во законот за прекршоци во некоја следна фаза на измени и дополнувања. Не може еден човек во Република Македонија кој што зема плата од 500 евра да плаќа иста казна за исти прекршок со човек кој што зема и по 50.000 евра плата, пошто имаме и такви, што значи ние тоа ќе биде едно од нашите главни барања. Поседницата од ВМРО ДПМН упатија критики до СДСМ и ДУИ дека се против безбедноста на граѓаните. Оттаму очекуваат со стартот на примената на законот за прекршоци драстично да се намали бројот на жртви од сообраќајни незгоди. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, коалицијата Али и Венко, денеска заедно на дело во собранието гласаа против проектот Безбеден град. ДУИ и СДСМ направија брак и во опозиција и застанаа против животите и безбедноста на граѓаните. Со стапувањето во сила на законските измени, наместо опомени како во тест периодот за направените сообраќајни прекршоци, граѓаните ќе добиваат казни. Најпрво ќе започне да се применува во Скопје, Куманово и Тетово, како и на некои делници од коридорите 8 и 10, а до крај на година треба да се прошири низ целата држава. Очигледно, власта обезбеди Бадентер за изборот на новиот народен правобранител Фатон Селјами. За изборот на Селјами гласаа 89 пратеници, 6 беа против. Од пратениците што припаѓаат на заедниците, што не се мнозинство, 28 гласа за, 8 беа против.
Собранието го избра Селјами по повеќе од 6 месеци откако беше предложен. За неговиот избор тогаш се противеа од ДУИ. Инаку Селјами е од Тетово и е дипломиран правник, магистер по правни науки со положен правосуден и нотарски испит. Врховниот суд ги прифатил жалбите на разрешените судии од Скопска апелација што одлучува за предметот со Телеком. По ова ти очекуваат судскиот совет да ја повтори постапката. Михајло Видимлиски. Судскиот совет ги почитува насоките од Врховниот суд кој ги прифати жалбите на разрешените судии од Скопска апелација и го врати предметот на повторно одлучување. Бара Наташа Савовска-Димитровска, една од разрешените судии која учествувала во носењето на пресудата, со која Македонски Телеком изгубил судски спор за надомест на штета од правосилно утврдена злоупотреба на монополска положба. Врховен му укажал на судскиот совет, вели Савовска, да донесе решение за изземање на членот на советот Тања Чачарова-Илиевска, која е подносител на барањето за утврдување на одговорност на судиите, бидејќи како што вели, негирала дека има судирни интереси, вршела функција председавач на собранието на акционери на Македонски Телеком. Кон барањето за изземање се доставени писмени докази за судир на интереси, за обавување на ваквата функција од страна на Македонски Телеком. Овој член на судскиот совет, меѓу другото, добивал и паричен надоместок. Тоа и така зборува дека истата била пристрасна според мене во незиното постапување како носител на функција член на судскиот совет. Незиниот адвокат ги нарече шпекулации на водите дека вршела притисоци врз колешките со кои одлучувале во предметот, но и дека имало двоен записник. Единствен притисок што е пријавен и во судскиот совет и пред надлежни органи е од судијата Наташа, за тоа се доставени докази во судскиот совет за барање за бришење на веќе донесена пресуда. Друга посериозна повреда која е утврдил Врховен, вели Савовска, е дека надвор од своите надлежности судскиот совет се впуштил во оценка на законитост на пресуда. Според неа ова е директно мешање во независноста на вршењето на судиската функција. После оваа донесена одлука на судскиот совет се чувствува страф кај судиите да одлучуваат врз основа на закон и докази. Зошто? Затоа што иако треба да се сите еднакви пред законот, доколку една од странките е некоја моќна компанија, истите врз основа на овој наш случај со примерот со мене како судија можат да се соочат со водење на постапка и евентуално нивно разрешување, што е недозволиво. Мислам дека директно е загрозена независноста на судската власт. Савовска вели дека злоупотребата на монополската положба не ја утврдила апелација, туку Комисијата за заштита на конкуренцијата, пошто следувале пресудите на управен и виш управен суд. А висината на штетата од над 2 милиони евра која Телеком треба да ја исплати на штипската фирма Фокуснет, ја пресметале вештаци. Во повторената постапка пред судскиот совет за разрешувањето, Савовска очекува одлука базирана на закон, без како што рече притисоци од центри на моќ. Од советот и посочениот член на советот Чачарова-Илиевска за сега нема никаков коментар. Министерот Филков вели дека реформските закони доцнеле заради локалните избори, но уверува дека новиот рок до јуни ќе биде испочитуван. Според Филков, последниот случај со апелацискиот судија и пронајдените 350.000 евра не е само скандал, туку и символ на длабока системска слабост. Созиданите 350.000 евра кои се пронајдоа кај апелациски судија не се само скандал, порача министерот за правда Игор Филков за последниот случај од правосудството кој ја разбранува јавноста, а кој оцени дека дополнително ја нарушува веќе нарушената доверба во судството. Механизмот против овие појави лежи во законите од реформската агенда, чие носење се одложи во неколку наврати, односно 13 закони се донесе само оној за судскиот совет. Причината за тоа Филков ја гледа во локалните избори, уверува дека новиот јунскиот рок ќе биде испочитуван, а вели веќе голем дел од нив се во владина процедура. Случајот со апелациониот судија, кај кого беа пронајдени 350.000 евра, скриени и задзидани во зид, не е само скандал. Тоа е символ на длабока системска слабост, символ на култура на неказнивост, молк и меѓусебна заштита што предолго ја разјадува довербата во правосудниот систем. Роковите се до јуни
2026 зашто сме влезени во грејс период. До тогаш сите закони ќе бидат донесени. Филков надополни дека подобра доверба нема ниту обвинителството, кое во анкетите исто така е перцепирано дека се дави во корупција. Ваквите состојби во правосудниот систем ги припишува и на сериозниот недостаток на кадар, кој го покажал спроведениот надзор во сите судови во земјата, а најзагрижувачки е вели тоа што недостасуваат судски обвинителски служби, кадар без кој вели нема ефикасно правосудство. Пополнетоста на судските места изнесува околу 67%. Додека пополнетоста на судската служба е само 36%. Овие бројки не се апстрактни статистики. Тие значат одложени рочишта, натрупани предмети. Како одговор на оваа состојба, Министерството за правда вчера достави до Министерството за финансии известување со кое укажуваме дека се неопходни итни вработувања во судската и јавна обвинителска служба. Што се однесува до новиот кривичен законник, Филков вели дека ќе биде за брзо време готов, бидејќи се работело на усогласување на 4 директиви на Европската Унија и очекувањата му се дека и тој до месец јуни ќе биде донесен. One Македонија доби лиценца за трет мобилен оператор. Очекува сериозен удел на пазарот. Бенефит секако дека ќе имаат граѓаните и бизнис секторот во Македонија. Новите правила за влез во земјите од Шенген зоната за професионалните возачи, а за кои Брисел барем досега е глув, ќе предизвикаат огромен ризик за македонската економија. Владата бара Европската Унија да ги ревидира правилата. Од понеделник транспортерите ќе протестираат на граничните премини што одат кон Шенген зоната. Деталите од Маја Стојановска. И покрај жестоки разговори во Брисел, македонските барања за ревизија на новите правила за влез на професионалните возачи во Шенген зоната не наишле на разбирање. Вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски вели дека ги разбира транспортерите, нивниот револт и најавените протести, кој ги оценува како легитимен начин за актуализирање на проблемот, што според него може сериозно да ги загрози македонската и регионалните економии, кои во голема мера зависат од извозот. Се стане целосно неисплатлив транспортниот бизнис, од причина што ќе се намали најмалку за 50% или дупло надолу времето што ќе можат возачите да го поминуваат во рамки на Европската Унија. Една компанија од држава, нема да ја именувам заради дискреција, кажа дека загубата ќе има околу 1,5 милион евра неделно. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески оценува дека ситуацијата може да добие негативен тек, бидејќи обидите прашањето да се актуализира преку регионалните представнички тела уште пред 6 месеци биле безуспешни, пошто од Европската Унија им било соопштено дека разговори ќе има со секоја држава одделно. Информиран сум од владата дека и премиерот лично ќе оди во Брисел и ќе разговара за ова прашање, затоа што мислиме дека е изузетно значајно и не решава ништо за подобрување на обраделена област во Европската Унија, создава сериозни проблеми за нас. Македонските, заедно со српските, црногорските и босанските транспортери, од понеделник најавуваат 7-дневен протест со паркирање на камионите на граничните терминали, поради неизнаоѓање решение од страна на Европската Унија за новиот електронски систем. Вработените во македонски пошти денеска излегоа на протест заради доцнење на декемвриската плата, но од раководството тврдат дека плата веќе била обезбедена и штрајкот бил политички мотивиран. Сања Трајковска, Ставров. Без плата нема работа. Со ваква порака, најавувајќи можен штрајк за воиднина, вработените на АД Пошта излегоа на протест, а се примаа само службени поштенски пратки, поради доцнење на декемвриската плата. До 15 во месецот, како што налага законот, плата навреме не добивавме неколку месеци, но тоа што сега се уште немаме приходи, го проби дното, порача председателот на синдикалната организација на Пошта Сашо Димитриевски. Веќе неколку месеци ова не се случува, ова е трет или четврт месец каде ни касни платата, но овој месец го проби дното, бидејќи денеска сме веќе 23 кои сме, не знам. 60% од работените работат со минималец и тој минималец не може да го земеме. Така да овој протест ќе трае се додека не се исполнат условите за добивање на плата.
Вработените во Пушта добија поддршка и од Сојузот на синдикати на Македонија, чиј лидер Слободан Трендафилов подлече дека не смее да се дозволи 2000 семејства да бидат оставени на милост и на немилост без заработената плата, а обвини дека врз вработените се вршеле и притисоци. 2000 семејства во месец јануари се оставени без приходи, ги пречекаа сите празници без приходи и веројатно ќе го завршат и овој месец без приходи. Срамота е да ги оставите без плата, а да изигравате шерифи по пошта, да правите притисоци врз луѓето, да ги напаѓате луѓето, да се обидувате да ги спречувате да протестираат. Без плата нема работа, другари. Генералниот директор Орхан Крутиши за Канал 5 вели дека протестот бил политички мотивиран. Вработените решиле да излезат на протест иако им било кажано дека денес ќе им стигне платата. Најави и тужби зашто представниците на синдикатите говореле невистини. Протестот требаше да биде 2 сати на работното место, а не да излегуваат надвор и да го стопират одвивањето на работата на поштенските услуги. Крајно констатирам дека ова е политички измотивирано, бидејќи како што видов и во снимките што беа стаени по медиумите, дека председателот на ССМ Трендафилов кажал дека 45 дена не земале плата вработените во пошта, што не е точно. Од АД Пошта посочуваат дека се во постојана комуникација и координација со владата и со заедничка соработка во континуитет ги надминуваат проблемите што настануваат во таковното работење. Македонија ги зајакнува преносните линии за електрична енергија и природен газ, информирал премиерот Мицкоски на вчерашниот панел во рамките на Светскиот економски форум во Давос. Во моментов се развиваат 3 важни проекти за производство на електрична енергија од хидроцентралите Чебрен и Галиште во вредност од 2 милиарди евра, кои што се важни не само за Македонија, туку и за регионот, кажа Мицкоски. We are talking about 3 big scale dams that will create 3 big reservoirs of very clean drinking water. Bearing in mind climate changes, I think that the region will need those reservoirs of waters which will be filled with the drinking clean water. Both of them are part of Cascade, which relies on one big river called Crna River. Downstream of that cascade, we have the best agricultural land in Europe, and that region is known as a Tikveš region. Дали председателската резиденција Радев ќе ја замени со премиерската? Тој денеска пред новинарите не откри дали и како ќе настапи на предвремените избори во март, но најавува дека граѓаните ќе го донесат бран од промени. Јован Ѓорговски. Со свечена церемонија и придружуван од ВД председателката Илијана Јотова, Румен Радев по 9 години и официјално ја напушти председателската резиденција, откако Уставниот суд попладнево ја прифати неговата оставка. Во емотивно обраќање до приврзаниците се заблагодари за довербата и поддршката, но не откри какво ќе биде неговото идно политичко действување во пресед на парламентарните избори. Сепак истакна дека во Бугарија ќе има бран на промени, а каузата, како што кажа, е заедничка. Днес бе последниот ми ден като президент, но и првиот ден като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България. Кога ще обявите вашата партия? Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната. Защото сме много, както виждате, защото сме заедно и защото каузата ни е обща. Тя е България. За мен беше чест. Благодаря ви. Дел од политичките аналитичари кај нас оценуваат дека како и да се ангажира, Радев би можел да оствари солиден изборен резултат и сам или коалициски да ја предводи идната бугарска влада, но не очекуваат суштинска промена во неговите ставови кон Македонија. Румен Радев е човек кој понатаму би обстојувал на тие негови политички стојалишта, односно
би било илузорно ние да се надеваме дека ќе има свртување на дворешно политичкиот курс во Бугарија во однос на евроинтеграциите на Македонија, односно ќе добиеме поблаги тонови доколку Румен Радев стане евентуално иден премиер на Бугарија, доколку има огромно незадоволство кое ќе биде канализирано преку масовно гласење, голема веројатноста Румен Радев да победи на парламентарните избори. Оставката Радев ја најави во вонредното обраќање во понеделникот, кога го обвини лошиот модел на управување и олигархијата за фактот што бугарските граѓани престанале да гласаат и од улица ја урнаа последната влада. Кој ќе предводи техничката влада до следните избори, сега треба да одлучи и Јотова. Осумнаесетгодишна девојка, најмлада пациентка со цервикален карцином. За една година двојно повеќе заболени. Мораме да преоѓаме на нови методи. Раководството на цементарница Усје уверува дека фабриката не е причина за загадувањето во Скопје. Првиот човек на Стопанската комора денеска ја посети Усје 2 дена по вторите поред протести. Повеќе детали од Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Цементарница Усје не е причинител за загадувањето во Скопје, а раководството не размислува за дислокација на фабриката, рече денеска техничкиот директор на цементарницата Гоце Цветковски. Извршниот директор Константинос Николау уверува дека цементарницата има 24-часовен мониторинг, кој како што изјави, укажува дека компанијата работи согласно националното законодавство и европските директиви. Целосно ја разбираме загриженоста на граѓаните на Скопје за квалитетот на амбиентниот воздух. Но, сакам да кажам дека цементарница Усје не е причина за тоа. Голем број студии кои се сериозно направени, прават анализа на самите честички кои ги има во амбиентниот воздух, покажуваат за нивното потекло и ниедна од нив не укажува дека индустријата е доминантен фактор. Јас не би коментирал за некоја дислокација, бидејќи не гледам основа за тоа. Работењето на компанијата е под континуиран 24-часовен независен мониторинг и е носител на интегрирана дозвола. Покрај тоа, Титан Усје е меѓу првите компании во земјата која целосно ги имплементираше ESG стандардите, што е уште една јасна потврда за високите цели на компанијата во однос на еколошките перформанси, придонесот кон заедницата и современото корпоративно управување. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески, кој денеска беше во фабриката, повика на меѓусебен диалог околу прашањето со загадениот воздух, но со вин-вин решение. Ние како комора сигурно го респектираме членството и придонесот што го дала оваа компанија тамо, меѓутоа го респектираме и народот кој што има што да каже и кажува овие денови и треба тоа да се сослуша и во духот на она што јас го проповедам цел век, цел живот, тоа значи дека мора да се разговара и да се разговара. Значи мора да се најде начин да се проблемите надминат на начин на кој што е единствено можен да се седне на заедничка маса и да се решат. Пред 2 дена пред Усје се одржа вториот протест, организиран од иницијативата Зелен хуман град. Од протестот, меѓу другото, беше побарана дислокација на фабриката, поставување на независни мерни станици, како и 24-часовен надзор, наместо како што порачаа да се користат само податоците кои ги доставува самата компанија. One Македонија денеска доби лиценца за 5G радиофреквенциски спектар од Агенцијата за електронски комуникации и официјално ќе работи како трет мобилен оператор во државата. Деталите ги има Сандра Спасовска. One Македонија телекомуникации на унгарската 4G ја доби лиценцата од АЕК за радиофреквенции, со што и официјално станува трет мобилен оператор. Со јасен план и визија влегуваме на македонскиот пазар, велат од групацијата.
Во првите 5 години од работењето очекуваат сериозен удел на пазарот и голем број клиенти. Согласно закон, во рок од 1 година треба да имаат изградено барем една сопствена база, а до тогаш ќе ја користат мрежата на постојаните 2 оператори. Од групацијата велат, првично ќе почнат со работа на територија на Скопје, па покриеност на поголемите градови автопати, за до 2032 секој граѓанин да има можност до пристап. We will use this possibility from the start. As I mentioned, the idea is to launch the network first in our own network in Skopje, but gradually we want to expand. Со влезот на трет оператор на македонскиот пазар од Агенцијата за електронски комуникации, велат ќе се зголеми конкуренцијата, ќе се намалат цените на услугите за потрошувачите, но и ќе се тргне долгогодишната забелешка на Европската Унија, дека во Македонија нема конкуренција на пазарот. Бенефит секако дека ќе имаат граѓаните и бизнис секторот во Македонија, особено што во најава е да се изгради 5G стендалон мрежа, која што може да обезбеди многу поволности и сервиси. Инаку во рамки на самитот во Давос, премиерот Мицкоски оствари средба со собственикот на компанијата 4G. Според најавите, тие како компанија во земјава ќе инвестираат 100 милиони евра. Инаку откако на 12 јануари One Македонија беше избран како најповолен понудувач на тендерот, компанијата пред 10 дена во државниот буџет ја уплати еднократната давачка од нешто над 8 милиони евра. Бројот на пациентки со цервикален карцином се зголемил за речиси 50% или 122 пациентки со овој тип рак, кај дел од нив ракот е во прогресивна фаза за 1 година. На клиниката за онкологија најмладата пациентка само што наполнила 18 години. Потребна е итна промена во начинот на дијагностицирање на цервикалниот карцином, апелираат од Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија. Гинеколозите апелираат ПАП тестот да се смени со ХПВ тестот, што е попрецизен и дава подобар резултат, и за да нема долги и скапи лекувања. 9-валентната вакцина против ХПВ е единствена превенција за овој тип канцер. Мораме да преоѓаме на нови методи. Новата метода која што е во скринингот и која што според Светската здравствена организација би требале да ја применуваме веќе сите земји од 2030 година е ХПВ тестот како примарно средство за скринирање на ракот на грлото на матката, бидејќи е поточно, посензитивно и повеќе штеди пари. Голем процент, односно 540 пациенти, тоа е скоро 24% од овие пациентки починале за жал, а се работи за карцином кој што е превентибилен. Најсилното и најмокното оружје кое што го имаме за превенција во борба со оваа болест е точно ХПВ вакцинацијата, значи што поширока популација да биде благовремено вакцинирана, регуларен скрининг програм кој сериозно треба да се спроведува. Веќе сме на процентот од 60% опфат со оваа вакцина, бидејќи долги години наназад не можевме да стигнеме до овој процент. Во регионот сме помеѓу лидерите. Тоа беше се во Вестиве. Во продолжение, Јана Јосиповска ве очекува во Само вистина. Пријатна вечер со Канал 5.